Добар ден, почитувани, стартува на новата Телма амбуланта во која што денес имаме една навистина интересна тема. Постои ли поврзаност помеѓу начинот на исхрана и менталното здравје? Дали нездравата храна и исхрана се во корелација со анксиозноста и појавата на депресијата? Дали со здрава храна можеме да спречиме појава на депресија или пак да ги минимизираме незините симптоми? Дали добрите бактерии во стомакот комуницираат со нашиот мозок? Постои ли храна која што всушност може да придонесе да се чувствуваме подобро или пак некои витамини кои што се природни антидепресиви? За сето ова повеќе од разговорот со доктор Александар Митов, специјалист по јавно здравје, кој што ќе ни појасни се за оваа интересна тема. Се гледаме веднаш по рекламите. Дали одреден тип на храна влие врз нашето ментално здравје и расположението? Ќе го прашаме денешниот гостин Александар Митов, доктор Александар Митов, специјалист по јавно здравје. Докторе, добре дојдовте повторно во студиото на Добро ве Телма. најдов, ви благодарам и се радувам што сум во ново студио, навистина прекрасно и ви посакувам успешна нова сезона. Ви благодарам. Кажете ми, доколку внесуваме одреден тип на храна што не му годи на нашето тело, можеме ли да почувствуваме промени во расположението, анксиозност, па дури и симптоми на депресија? Храната и здравјето општо, би дал малку еден вовед да речеме, постепено се чини дека ја поврзуваме со се повеќе аспекти на здравјето. Порано беше дури тешко да ја поврземе храната и кардиоваскуларните болести, да речеме, пред 50 на 40 години. Тука врската прва се направи и се виде дека начинот на исхрана и појавата и исходот од кардиоваскуларните болести се поврзани, нели, прво се насети, сега веќе никој тоа не го става под знак прашалник, го знаеме веќе тоа. Меѓутоа, делот на менталното здравје и храната сега некако, да речеме, науката почнува срамежливо да ги поврзува. Срамежливо во смисол дека се уште нема толку добра наука, доволно на волумен, иако студиите кои што постојат се навистина и сериозни и навистина охрабруваат, и ми се чини дека сме на прагот на повеќе откритија во токму во оваа област. Се чини во овој момент дека менталното здравје, дури и некои конкретни состојби, анксиозност, депресија, ако порано срамежливо сме го кажувале дека е можно да се поврзани со начинот на исхрана, сега веќе тоа станува се повеќе јасно. Знаете, тука станува збор за два концепти кои што се борат меѓусебно. Стариот концепт, кој што се повеќе се напушта во медицината, е тој механистички, кога човечкото тело се сваќа како некоја проста машина, како не знам, како тече низ садовите крв и сега тоа ќе се запуши, ќе се отпуши, нели, на таков прост начин како да е таков механизам во прашање. Меѓутоа, ние сега, сваќајќи ги сите други функции и димензии на нашето тело, сваќаме дека дисбаланс на бактериите кои што се во цревата и тоа како може да се одрзи на состојбите во менталното здравје, во било кој правец, од анксиозност до депресија, па и други посериозни состојби. Би го објаснил на почетокот, ако дозволите, самиот механизам кој што сега се анализира. Впрочем, сега веќе се разговара за една двонасочна поврзаност на цревата и на бактериите во нив и на мозокот. Тука клучен термин е терминот микробиом или бактериите кои што живеат во нашите црева. Бактериите кои што живеат во нашите црева бројат некаде 40 милиарди. Не знам дали ја кажав, трилиони пишува на англиски. Не знам дали ја кажав точната бројка, но огромна бројка на бактерии кои што живеат во нашите црева. Повеќе бактерии од колку клетки на телото. Имено, ако броиме клетка по клетка, повеќе во нас, ако се гледаме како целина, повеќе во нашиот стомак има клетки бактериски, отколку што ние во себе носиме човечки клетки. И испаѓа дека знаете, терминот микробиом, јас кога учев медицина и кога дипломира во 2006 година, го немаше во учебниците. Сега веќе се поставува централно. Има и еден интересен податок кој што би го споделил за да свати јавноста. Вели, откако ќе се направи едно цврсто медицинско откритие, во кое што не се сомневаме, броеле луѓе седнале да бројат колку години треба за истото да се појави во медицинските учебници. И колку тоа? 17 години.
од моментот на нешто цврсто да го докажеме, за да треба дури 17 години да поминат за тоа да се појави во учебниците по медицина. И гледаме колку ние сега досими. Ако јас земам да се водам само по тоа што сум учел во моите учебници, иако е тоа пред 15 на години, сепак најновите медицински студии ни оддалеку нема да бидат присутни. И сега пак се враќам на вашето прашање во однос на поврзаноста помеѓу менталното здравје и храната, односно микробиомот. Која е таа двонасочна врска? Првиот момент кој што се поврзува е дека тие бактерии, ќе го објаснам механизмот на почетокот, за потоа сите други прашања ќе ги надоврзувам. Да бидат јасни, да ја дадеме таа димензија. Бактериите кои што ги спомнав, кои што живеат во нашите црева, со едно име наречени микробиом, во себе имаат различни видови на бактерии, многу различни видови на бактерии. Тие кога се хранат, како еден, да речеме, остаток од нивниот метаболизам, произведуваат така наречени масни киселини со краток синџир, или short chain fatty acids. Што го знае ова веќе во медицината со сигурност. Тие масни киселини произведени од бактериите во цревата не се пасивни во нашето тело, туку влијаат на така наречените ендокрини или ентероендокрини клетки. Да го објаснам терминот. Ентеро значи дека е во нашите црева, внатре во самите црева, ентеро, а ендокрини значи дека лачат хормони. И сега тие клетки во нашето тело, во цревата, кои што се под влијание на кратките киселини од бактериите излачени, произведуваат пептиди или невропептиди. А невропептидите се знае дека имаат влијание на мозокот, невропептидот Y како еден од најистражуваните, и тоа директно на амигдалата, дел од мозокот, кој што влијае на расположението. Кој што и тоа како го детерминира начинот на кој што ние се однесуваме, ја перцепираме реалноста, општо земено расположението. И еве таа врска што сега веќе е докажана. Значи, бактериите во цревата лачат киселини со краток синџир, тие влијат на ентероендокрините клетки, кои што преку невропептидите влијат на мозокот. Вака наедноставно. Ова е доста сложен механизам. Но вие го симплифициравте прилично јасно. За да може да сватат. И втората тоа е едниот начин на кој што влијаат. Другиот начин, од мозокот до нашите црева оди така наречениот нервус вагус, еден од најважните нерви и најголемите нерви во нашето тело. Тој, освен што има влакна во себе кои што одат кон долу и даваат информации, има и такви кои што собираат информации, медицински кажано аферентни. Не дека треба да се спомне, но да го знаат и колегите што ме слушаат да знаат дека има наука во ова што го зборуваме. Преку тие аферентни влакна, односно што собира информации нервус вагус, ги носи до мозокот и го информира што се случува во цревата. И тука е вториот механизам кај што е најдено. Значи, првиот механизам преку лачењето на микробиомот, вториот механизам преку самиот нервус вагус и третиот механизам на кој што храната или цревата влијае на мозокот и општо на состојбата ментално е така наречениот, тоа е веќе малце попознат, leaky gut синдром или синдромот на црева кои што пропуштаат и допринесуваат за една општа хронична инфламација или општо хронично воспаление. И сега кој ќе одговарам на другите прашања, ќе поврзувам на еден од овие три, меѓутоа ова се трите досега јасно истражени научни модели кои што ни објаснуваат како воопшто е можно. Ти знаете како ние прво механизмот мораме да го објасниме. Не може во медицината да кажете, нели, аба има некој начин на кој што цревата влијат на мозокот. Еве ги конкретните механизми, како тоа е откриено и детерминирано, и ова е зародишот на таа така наречена нутритивна психијатрија. Ќе зборуваме и за тоа секако. И мислам дека тука ќе сме сведоци во следните 5, 10, 15, 20 години, ќе сме сведоци на големи откритија. Тоа значи дека можеме да добиеме анксиозен напад доколку внесеме некоја храна што не ни одговара? Кратко кажано да, и ќе ги објасниме двата моменти. Првиот момент е, ако веќе ние на некој начин, без да навлегуваме во овие механизми, има еден поедноставен механизам и прво тој ќе го објасни. Например, ние веќе ако имаме одредена склонност кон анксиозност. Значи треба сепак да ја имаме склонност. Да, тоа се смета дека има некоја предиспозиција медицински кажано. Но во таа ситуација,
дали ние му придонесуваме со храната и со навиките на нашето тело, вака народно да кажем, да биде постабилно или понестабилно, и тоа како зависи дали ќе преминеме кон класична анксиозна состојба или не. Пример, ако има чести варијации во шекерот, во крвта, едно е, например, вие или јас, ако немаме склоност кон анксиозност, варијациите на шекерот ќе ги доживееме непријатно. Тука нема збор. Тоа може би, вака народно кажано, ќе не направи понервозни, но нема да биде поттик за анксиозен напад или за потенцирање на анксиозното нарушување. Кај лица кај кои што постои таква склоност, ќе ги турне кон таа состојба повеќе. Значи, тоа е првата состојба. Затоа ќе каже некоја, бе, што има врска дали јадеме 3 оброци на ден. Еве го објаснувањето. Ако ние имаме редовни оброци, и тоа е првата моја препорака кон тие пациенти кои што веќе се соочуваат со анксиозна состојба. Прашањето е, не си ја влошувајте и онака кревката состојба. Како? Преку скокање оброци, преку дозволување шекерот да го прави ова нагоре, надоле, и со тоа што кај вас или кај мене ќе се потенцира како леле ми се тресат рацете, шекерот веројатно ми паднал, кај мене тоа ќе даде таков ефект. Меѓутоа, кај друг човек, кај кој што веќе има, да речеме, на еден или на друг начин анксиозност или почетни состојби, тоа може да ги турне од другата страна на границата. Второто нешто е присуството на нутритивните состојки кои што треба да ги има во храната за да не смируваат, да речеме, кои што природата ги предвидела дека ја имаа таа функција. Можеме да збориме и подетално, тоа се цела една палета на Б витамини, на сите поединечно. Тука е магнезиумот. Тука се една низа на така наречени нутритивни дефициенси или недостатоци во храната, затоа балансираната храна, ова е вториот начин на кој што се поврзува, може небалансираната храна да потенцира анксиозна состојба кај пациенти, и еве ја таа втора врска. Третата врска, која што исто се истражува, е простата дехидратација. Иако ние можеби не сме свесни, меѓутоа ако немаме доволно, ако не пиеме доволно вода, и тука е најдено дека може да дојде до одредени дисбаланси. Четвртите и петите се кафеинот и тутунот. Од тоа како анксиозноста и начинот на исхрана и животниот стил може да се поврзани. За кафеинот нема што да објаснувам, исто и за никотинот, дека тие и тоа како на една веќе кревка состојба дополнително само долеваат бензин на огнот. Но ако се повлечем назад и го одговорам целосно прашањето, јасно се чини дека првиот совет на тој тип на пациенти дека треба да биде една, велиме, хигиена во навиките. Хигиена во навиките во смисол редовност на оброците, здрави оброци, без претерување со овие активирачки супстанции и доволна хидратација. Може би некому ќе му се чини како општ советот, меѓутоа кој работел со психијатриски или не мора да се психијатриски пациенти или општо земено пациенти кои што имаат некаков проблем со расположението, нарушување во тој дел, ќе види колку овој совет всушност има практична димензија. И за кратко време ќе даде придонести тоа. Секако, можеби носителот на главната дејност, на носителот на подобрувањето ќе биде фармакотерапијата, но процентот кој што потекнува од овој тип на интервенции се чини дека не е занемарлив. Има едно истражување што кажува дека масната храна може да доведе до депресија. Да. Објаснето ли е зошто е тоа така? Точно. Механизмот кој што е, од трите кои што ги спомнав на почетокот, кај што се поврзува премногу присуството на масна храна и депресија, е поврзаноста со тој механизам на нарушување на лачењето на кратките, на масните киселини со краток синџир. Впрочем, тој тип на храна се чини дека влијае на микробиомот, бидејќи нашиот микробиом уште има некој баланс кој што научно не ни е познат. Што би рекло тоа? Што подразбираме по тој баланс? Процентот на кој што различните видови на бактерии учествуваат во таа целокупна рамнотежа на бактериите, се чини дека треба да биде горе-долу одреден и дека има здрав, иако уште ние нели. Тоа е колку лактобацилус, колку други, колку трети, колку четврти, сите видови колку треба да се присутни, и кога ќе дојде храна која што е значително масна
и која што почнеме да ја применуваме подолг период во континуитет, се чини дека овој баланс почнува да се нарушува. Тоа е главниот механизам кој што ја поврзува, кој што ја објаснува таа врска, дека е можно да дојде до нарушување и потенцирање, да речеме, на депресијата. Дали можеме тука да зборуваме за каузалност? Би го објаснил тој термин. Медицински, нели, каузалност значи причинско-последична врска. Односно, дали само масната храна води кон депресија? Веројатно не. Значи, веројатно не е дека само со тоа може да се објасни. Може би постојат некои други нарушувања на трансмитерите во мозокот, кои што се присутни, или пак од некоја природа која што е од самиот живот, да речеме. Така, нарушувањата на тоа што ни се случува или тоа што како ја перцепираме реалноста и тоа како има влијание па и на депресивните растројства. Меѓутоа, дали тоа ќе настане порано или подоцна, полошо или не толку нагласено, дали ќе биде блага, умерена или нагласена депресија, се чини дека и ова има една димензија во тоа. Значи и начинот на исхрана дека има свое влијание, конкретно масната исхрана. Доколку некој има депресија, што се советува да исфрли од исхраната, а што пак треба да внесе? Има ли храна која што може да ја подобри оваа состојба, да ги минимизира симптомите? Да, знаете како досега беше, сега морам да зборувам со еден голем знак прашалник кога е серотонинот во прашање. Да, тоа беше моето, ќе го објаснам. Следно прашање. И тоа ќе се надоврземе. Ајде, ако ни да започнеме со серотонинот. Секако, да, знаете, заради тоа што барем за серотонинот како невротрансмитер се знае. Се веруваше дека е поврзан со расположението, со среќата. Досега работната теорија ни беше таа, додека не излезе една огромна студија, да објасниме за гледачите, додека не излезе една доста релевантна научна студија, па дали има 2-3 месеци, и кога постави знак прашалник врз целата таа теорија која што ние досега ја користиме, а тоа е за серотонин. Не постои поврзаност. Вела дека не постои. Дури и самиот начин на терапијата која што ние ја дававме, колегите психијатри ја даваа врз основа на механизмите поврзани со серотонинот, сега и таа се става под знак на прашање после таа голема студија. Не е една едноставна студија, туку многу релевантни центри се огласија дека е веродостојна и дека навистина ова треба да се преиспита. И дека со години наназад всушност знаеле за тоа. Да. И сега тука во оптек беше другата теорија, дека во оптек беше теоријата за серотонинот. Но како и да е, постојат храни кои што се поврзани или со серотонинот, или со допаминот, како еден од прекурсорите, нели, кои што ние го користиме, кои што е јасно дека може на еден или на друг начин да придонесат. Ќе зборуваме и за храната, но ќе зборуваме и општо начинот на живот. Конкретно за храната, дали зборуваме за овошјето или конкретно за бананите, нели, тие се знаеше дека по таа линија се претпоставуваше дека влијаат. Или црното чоколадо, да го речеме, сите тие кои што го имаат во себе допаминот, дека имаат позитивно влијание во однос на кревање на расположението, вака народно кажано, но од друга страна има и многу други интервенции кои што не се поврзани со храната директно, а спаѓаат во начинот на живот. Ќе спомнам две. Едната е степенот на физичка активност, и тука, дури и да не сме сигурни за механизмот, кристално е јасно дека колку повеќе се истакнува физичката активност, толку повеќе е можно да се придонесе кон општо подобрување на состојбата на пациенти со депресија. И тука има многу научни студии. Значи, дури и да не е ова механизмот, и да не го знаеме, сепак има статистички доволно податоци кои што кажуваат дека има влијание едното врз другото. И второто нешто кое што исто е во зародиш и интензивно се истражува, тоа е влијанието на светлината врз нашето расположение. Особено се чини утринската светлина и светлината приквечер. И сега човек ќе каже што има тоа врска. Ако земе да ги чита овие научни студии, ќе види дека типот на светлината кој што се јавува во тој период, во тие прекршни периоди од денот, утринскиот и пристемнувањето, да речеме, му влијаат на нашиот мозок преку очите да го вратат во баланс циркадијалниот ритам. А враќајќи го циркадијалниот ритам во баланс, односно му треба на нашето тело да се усогласи со сонцето. И за тоа да го направи му треба да ја видиме утринската и приквечерната светлина. И кога
и кога ќе го види човек тоа, по јасни механизми сега веќе се чини дека тоа влијае стабилизирачки на нашето расположение и особено во депресијата. Тоа е особено голем проблем кој што треба да се истакне кај помладите, каде што сега веќе има нарушен ритм комплетно нарушен ритм. Живеат навечер. Живеат навечер, да. И тој момент треба да се истакне. Не е, значи, не е ова општ совет. Сакам тоа да го разберат гледачите, дека ние се навраќаме на општи совети, за жал, само откако ќе ни ги докаже медицината претходно. Нели, легнувањето, спиењето во одреден ритм ни се чини како општа логика, но дури ни треба научни студии да излезат и јасно да ја поврзат утринската светлина со расположението со депресијата, за да кажеме, да, навистина треба рано да се стане и некој рано ќе се стане да се биде затворен, туку рано да се стане и да се излезе да се погледне кон горе, што се вели. Не промовирам сангейзинг, нели, гледање во сонцето, но промовирам изложување на отворено, на светлина, без разлика дали е облачно или не е облачно, се чини дека нашето тело ги препознава тие моменти. Дека нашиот мозок ќе ја препознае степенот на светлина колку часот е и ќе ги организира хормоните според тоа. И затоа тие се тие главни интервенции. И храната кај депресијата и тие прекурсори кои што произлегуваат, и физичката активност, и спиењето и изложувањето на дневна светлина. Доколку се тоа го примениме и ја исклучиме масната храна од храната, да, а имаме предиспозиција за депресија, можеме ли да кажеме дека сме заштитени од неа? Веројатно не. Ние можеме да го кажем, знаете како, тука има други механизми и други причини за да дојде до ова. Но можеме да кажеме дека ова би било дел од подобрувањето на состојбата. Тоа е доста сериозна состојба. Си постојат колеги, специјалисти, психијатри кои што работат со тоа. Фармакотерапија, психотерапија, и едната и другата наизменично, двете одделно, сето тоа си има своја улога. Но дека во како што читав во овие студии конкретно за оваа тема, вели овој тип на интервенции кај овие пациенти се од толку низок ризик, а од потенцијално огромен бенефит. Ќе го објаснам тоа. Низок ризик е ако некого го ставите на здрава храна. Мислам, нема ризик. Нема ризик. А потенцијално вели голем бенефит. Значи, на тој пациент вие ако му препорачате здрава храна, од многу аспекти, ама не, вие ќе му ја подобрите и состојбата кај кардиоваскуларниот систем. Или ќе му ја подобрите состојбата на се друго во телото на тој пациент, давајќи му ги овие совети. Но се чини дека дури и делот, ако е само за психолошкиот момент, пак не е мал. Пак не е за занемарување. Јас, искрено да ви кажам, еве вака од моето искуство, од мојата пракса, јас на почетокот, кога почнав да работам со пациенти, се држев пред се до таму каде што јасно исхраната може со сигурност да им помогне. И кај што нема дилема. Предијабет, дијабет, нарушени масти, замастен црн дроб, полицистични јајници, каде што исхраната и состојбата се врзани 1-1-2 тесно и каде што ефектот го гледате во рок, хипертензија и ефектот го гледате во рок од 1-2-3 недели преку сила. И ради две причини. Првата причина заради тоа што тоа се чини дека е цврсто посадено во науката и нема шпекулации, е јасно. И второ, заради моментот на лична сатисфакција и на пациентот и на лекарот. И лекарот и пациентот имаат лична сатисфакција која има резултати. Има резултати и тогаш тоа е тоа. И вака кога беа овие состојби во прашање, да речем, на еден или на друг начин, им кажував на пациентите дека не е сигурно, дека можеби нема да има ефект. Знаете, не бев докрај сигурен во науката која што сега излегува. Но сега, гледајќи го сето ова, апсолутно би му дал совет на пациент кој што ги има овие проблеми, да ги направи сите овие интервенции, при тоа не кажувајќи дека ова ќе му го реши проблемот само, меѓутоа дека ова е извонредно важен дел од комплементарниот пристап, од целосниот пристап на, ќе си оди тој пациент и на психијатар, и со психотерапевт или со психолог ќе разговара, меѓутоа овие интервенции се чини дека може само да помогнат.
Иако можеби не е лесно за пациент со депресија да направи некоја голема промена во исхраната и да добие брокула во чинијата. Да, знаете, тоа е потешко. И ќе го објаснам тоа. Убаво отворивте убава тема. Многу пати кога разговарам со пациентите кои ќе дојдат да зборуваме за промени на интервенции на животен стил. Често пати прашањето ми е како се чувствувате? Дали сте решени? Дали имате некој поголем проблем кој што ве тишти? Ако човек е во некоја тешка состојба, не може многу лесно да собере сила. Ај што го носи тој товар на моменталната состојба каква и да е, па плюс да реши сега ај покрај ова што ме мачи, јас сега и начинот на живот ќе го менувам. Тоа е многу тешко. Јас дури и совет им давам на пациенти кои што, например, имаат два проблеми истовремено. И начинот на исхрана треба да се смени, но и пушењето е присутно. Јас не им препорачувам на пациенти истовремено. Едно по едно да решаваат. Едно по едно. Не им препорачувам да земат сега и храната и цигарите ќе ги оставам. И едното ќе создаде нервоза, и другото ќе создаде нервоза, вака најнародно кажано. И трпението кое што го има тој човек на располагање, а тоа е ограничено за секој ден, ќе му се истроши пред 12 часот. Значи нема да може да се понесе и со едното и со другото. Затоа тој тип на интервенции не се лесни, особено како што кажавте кај луѓе кои што се веќе со депресија. Сега затоа тука треба поддршка. Ќе помогне, знаете, ќе помогне и фармакотерапијата, ќе се дадат и лекови, ќе помогне и семејството. Ќе помогнам и јас со охрабрување на пациентот. Ме разбирате? Значи на пациенти со ваква состојба промените уште потешко им паѓаат. Тоа е исто и слично и кај пациентите со проблеми со тироидна жлезда, знаете. Не е таму едноставна работата да отпадне се на волјата. Ај сега стегнете заби, сменете ги навиките. Пациент со несредени тироидни хормони не може толку така да ги смени навиките. Влече тоа. Ниското ниво на тироидни хормони го влече пациентот како камен надолу. Велат не можеме од кревет да станат. Ама не можат и они буквално и физички го чувствуваат тоа дека не можат да станат. Наспиење ги тера, депресија може од ова да биде само по себе генерирано, безволност. И сега додека е утироксот да се погоди и да се даде прецизната доза, додека колегите ендокринолози да го погодат тој дел, воопшто не е лесна поработата од оваа страна. Затоа минатиот пат кога зборувавме со вас го кажав и пак ќе го спомнам. Едно е слабење на сосема здраво, кога нема вакви компликации, а друго е слабење кое што е ставено во еден контекст на присутно ендокрино, на проблеми, на здравствени проблеми, на ендокрини нарушувања, на депресија накалемена. Таму веќе работата е 2 пати потешка, 3 пати потешка, 10 пати потешка. Значи не е веќе само прашањето на ај смени ги навиките и сега ќе почне слабењето. Туку препреката додека човек да почне да ги прави тие работи е многу поголема и бара повеќе поддршка и повеќе време. Докторе, а оние што се интолерантни на некој тип на храна, постои ли можност да имаат проблеми со менталното здравје, бидејќи најдов и на некои истражувања кои што велат тие што се болни од шизофренија се нетолерантни на млечни продукти и глутенот се спомнувам. Да. Јајца, јас конкретно најдов. И јајца и глутенот исто се спомнува. Знаете како јас сум самиот човек кој што сум бил скептичен на овој тип на студии на почетокот, се додека не дојдов до студии кои што сега повеќе ме убедуваат. Значи имаше првично, например, кога тргнаа проучувањата, да речеме, кај синдромите кај деца, Аспергер или општо за цела таа палета на синдроми, таму се чини иницијално се појави прв пат таа теорија за поврзувањето на интолеранциите, особено глутенот, со самата ментална состојба. И јас иницијално гледав вака со недоверба на тој тип на студии, меѓутоа сега веќе баш во делот како што кажавте кај млечните производи, јајца, одредени типови на интолеранции, кој е механизмот кој што тука се објаснува? Тука се објаснува преку тој така наречен механизам на ради таа интолеранција, ќе се створи малце поголема инфламација, воспаление во цревата, и тоа доведува до така наречениот leaky gut синдром или синдром на црева кои што пропуштаат супстанции кои што не би требало да ги пропуштаат. Кога тој тип на супстанции ќе ги пропуштат цревата и ќе влезат во крвотокот, тие имаат капацитет да направат генерализирана или така наречена хронична инфламација или хронично воспаление. Хроничното воспаление во 90-тите години науката го поврза со срцевите болести.
сега веќе, од 2000-тите години па навака, и со невродегенеративните, или соопшто со невролошките, па дури и со психијатриските состојби. Значи, сега веќе таа состојба на хронична инфламација, присуството на одредени воспалителни маркери, ние го наоѓаме поврзано и кај овој тип на заболување. Значи, сега веќе тие маркери ние ги следиме и кај болести за кои што првично немаше на крај памет да ни падне дека хроничната инфламација или хроничното воспаление може да биде на некој начин дел од генезата на болеста. Сега тоа е јасно. И тој тип на маркери јасно се наоѓаат. И се чини дека механизмот е во тој синдром на пропуштање, односно во интолеранцијата, заради тоа што интолеранција, да објасниме, нели, народот да не разбере појасно што збори, просто некоја храна, некои состојки во одредена храна, нашето тело не може да ги обработи, тоа го фрустрира, вака го нервира дигестивниот систем и тој влегува во состојба на воспаление. И заради тоа, потоа почнува каскада. И многу е важно дека тие каскади, синџири од различни настани кои што водат едно кон друго, сега веќе во науката се јасни. И тука веќе нема дилеми. Не знам уште колку имаме. Немаме. Добро, немаме уште. Иначе... Пред 2 минути ми рекоа 1 минута. Ви благодарам и простете. Јас ви благодарам многу и ве сакав да проговориме која храна е добра за мозокот. Ќе дојдат уште една живот. Да, јас се радувам дека науката во овој дел напредува. И ова е важно да се прошири меѓу населението и да се едуцираме на оваа тема. Сите, дури и моите колеги. Ви благодарам уште едно за убавото објаснување на оваа специфична и нова проблематика која што се отвара во медицината. Треба да внимаваме на нашето здравје, да се храниме здраво. Тоа нели може само да имаме придобивка. Зијан нема. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имајте пријатен ден.